Здраво, драги мои! Еве ме повторно со вас по еден малку подолг период во кој што многу повеќе време си посветив на себе и на своето семејство, а од денес одлучив повторно да бидам тука, доколку сте заинтересирани да ги следите моите видеа за свесното родителство. И, значи, тука сум со истата љубов, со истиот жар и со истата желба да зборуваме за свесното родителство. Можете да се сетите дека во почетокот ова страница Свесно родителство не беше така насловена, таа беше насловена како Малиот принц. И тоа не е случајно кога ќе се вратам назад после толку време. Навистина сваќам дека тоа не било случај, затоа што самата книга Малиот принц, еве овде ја имам и таа ќе пројавува цело време низ ова видео, од неа ќе читам, а исто така и идејата која што имам како концепт овде зацртано е да ја поврзам оваа книга со свесното родителство, да видите навистина дека колку многу е интересна оваа книга од тој аспект и дека ништо не било случај со она што сум го започнала. И во суштина, мислата ми беше да се вратам на мислата дека Малиот принц не подсетува како книга дека суштината е невидлива за очите, туку таа е видлива само за срцето. И насловот токму на ова видео би го наракла децата не бараат совршени родители, туку тие бараат очи што гледаат љубов и срце кое што разбира. И токму свесното родителство од друга страна токму е заради тоа, значи да можеме да видиме со срцето, да можеме да бидеме присутни за децата и да го негуваме она кое што е најбитно во односот родител-дете, а тоа е поврзување на родителот и детето во една автентична врска. Значи родителот и детето да можат да бидат автентични што повеќе кога се заедно. И тоа ми е целта. Целта во суштина ми е повторно родителите да можат да ги вратам назад до своето срце. А тоа може единствено да се направи преку љубовта, преку разбирањето и преку топлината која што треба да ја отвориме од себе, да ја дадеме од себе и да ја пренесеме во самата врска со детето. Најпрво би сакала да спомнам за самата книга дека Малиот принц е една од највпечатливите и најдлабоките книжевни дела во 20 век. Таа е напишана од страна на авторот Антуан де Сент-Екзюпери. Тој е француски поет, писател, пилот, хуманист и издадена во далечната 1943 година, од тогаш е преведена на 500 јазици и диалекти, со што ја прави една од најпреведуваните книги во светот. Книгата таа изгледа како бајка, меѓутоа таа во суштина, во својата суштина ја представува едно длабоко филозофско дело, која што е исполнета со пораки за животот, за љубовта, за пријателството, за смислата на постоењето, за човечноста и така натаму. И многу интересно е што и самите илустрации во книгата, цртежите се лични од самиот автор, со што уште повеќе се нагласува, значи, суштината на самата книга, а тоа е враќање на возрастните кон чистотата и кон суштината на детето. Значи, овде раскажувачот е самиот пилот, тој е автобиографски лик во книгата и чишто, бидејќи тој е пилот, значи се урива во пустината во Сахара и таму се среќава со Малиот принц и преку нивната интеракција овде, што е прикажана во самата книга, што сака авторот да каже? Сака авторот да каже колку возрастните значи во текот на времето ја забораваат фантазијата, невиното
гледање на нештата на светот и се повеќе се оддалечуваат од вредностите кои што на почетокот самото дете ги носи со себе и кои што се основа и суштина за едно автентично постоење во светот. Сега би сакала да прочитам за самиот автор. Авторот на Малиот принц Антуан де Сент-Екзипери е роден во 1900 година во Лион. Уште малечок го интересира техниката. Иако во училиштето не пројавува некакви покарактеристични одлики, по враќање од часовите тој целосно и се предава на техниката. Црта, замислува, измислува, конструира. И истовремено пишува. Рано почнува да пишува стихови. Неговата мајка му е прв читател и критичар. Останат рано без татко, таа во неговиот живот одигрува голема улога. Кај него ја вдахнува љубовта кон зборот, кон народната приказна, кон музиката, сликарството. Таа е неговиот другар уште од раното детство. Во 1943 година, живеејќи во емиграција во САД далеко од својата резидинета и покорена Франција, настојувајќи на секаков начин да се врати во борбениот строј на другарите по оружје, пилотите, францускиот писател Антуан Мари Роже де Сент-Екзипери, или како што во литературата е забележано Антуан де Сент-Екзипери, ја напишува својата единствена книга за младите, Малиот принц. Тоа е на само една година пред неговата јуначка смрт, само малку по враќањето во армијата на француското движење на отпорот, кога од Северна Африка полетува на задача на родната земја. Загинува како што сакаше и да живее. Во височините, бдејќи над својата планета, на седиштето на својот борбен аероплан, за кого неразделно беше сврзано неговото секојдневие. Не му беше првпат да извршува задачи од чие исполнување многумина крајва раце. Во неговата кариера често од здравствени причини прекинувана, 2 пати се има урнувано со аероплан, при што наживува тешки повреди, имаше забележано бројни херојски полети, речиси над сите континенти над нашата планета. Неговите другари знаеа дека додека е тука Антуан де Сент-Екзипери, можни се и најверојатно спасувачки потфати. Тоа е за самиот писател на книгата, а сега ќе почнам да ја читам самата книга и на крај ќе видите која е во суштина мојата идеја. Доколку ве интересира, останете до крај да го следите ова видео. Кога имав 6 години, еднаш видов прекрасна слика во една книга за џунглата што се викаше Жива историја. Сликата представуваше змија боа која што голташе едно мече. Еве ја копијата на цртежот. Значи, ова е оригиналната слика од книгата која што како мал ја читал Антуан де Сент-Екзипери. Значи, ова е животното кое што змијата боа го голта. Во книгата пишуваше: змиите боа го голтаат својот плен цел, без да го џвакаат. Потоа тие не можат да се помрднат и спијат 6 месеци колку што трае варењето. Јас тогаш многу размислував за авантурите во џунглата и успеав сам со една боичка да го нашаркам својот прв цртеж. Мојот цртеж број 1, тој беше ваков. Значи, еве го, првиот цртеж од самиот автор. Им го покажав моето ремек дело на возрастните и ги прашав дали им е страв од мојот цртеж. Тие ми одговорија: зошто да ни е страв од една шапка? Но мојот цртеж не представуваше шапка. Тој ја представуваше змијата боа како вари еден слон. Тогаш ја нацртав натрешноста на змијата боа за да можат возрастните да ме разберат. Ним секогаш треба да им се објаснува. Мојот цртеж број 2 беше ваков. Значи, еве го вториот цртеж. Во внатрешноста можеме да видиме како сега веќе има слон нацртан. Возрастните ме советуваа:
Да ги оставам настрана цртежите на змијата боа, зашто е подобро да се интересирам за географија, за историја, за сметање и за граматика. И така, на возраст од 6 години, ја напуштив таа убава кариера на сликар. Бев обесхрабрен од неуспехот на мојот цртеж број 1 и на мојот цртеж број 2. Големите никогаш ништо не разбираат сами, а тоа е толку заморно за децата, зашто постојано мора да им даваат објаснение. Тогаш морав да изберам некој друг занает и научив да пилотирам. Летав помалце секаде низ светот и географијата навистина многу ми послужи. Јас знаев на прв поглед да ја разликувам Кина од Аризона. Тоа е многу корисно, особено ноќе кога ќе се залута. Така, во текот на мојот живот имав едно чудо познанства со едно чудо возрастни луѓе. Многу сум живеел меѓу нив. Ги гледав од многу блиску. Но сепак, тоа не го поправи многу моето мислење за нив. Кога ќе сретнев некој што изгледаше малку чуден, се обидував кај него со мојот цртеж број 1 што го имав зачуван. Сакав да знам дали навистина некој од нив може да разбира. Но секогаш ми одговара: тоа е само шапка. И тогаш не им зборував ни за змиите боа, ни за џунглата, ни за звездите. Се однесував како и тие. Им зборував за бридж, за голф, за политика и за кравати. И возрастните беа многу задоволни што запознале еден исто толку умен човек. Што може овде да разбереме, значи, од оваа многу убава книга Малиот принц? На почетокот можеме да видиме како самиот автор кажува како нацртал една змија што колтала едно слонче и која што тој барал да биде видена од страна на возрастните, а во суштина овој негов цртеж го представувал целиот негов детски свет, неговото срце, одредена сцена од неговата фантазија и за него тоа навистина имало смисла. Меѓутоа, што се случило? Се случило токму тогаш да се случи еден клучен момент во неговиот развој како дете. Возрастните кога го ја виделе самиот цртеж, тие не можеле да ја видат суштината на неговиот детски свет и тие ја гледале само надворешноста, одреден облик, одредена шапка за нив. Значи, тие гледале некој од неформална слика и таа неформална слика, нивната перспектива, неразбирањето на возрастните, во суштина ја игнорирале магијата, фантазијата, љубопитноста и креативноста на самиот автор. И авторот како дете, поради советот кој што возрастните им го дале, дека треба да се занимава со поконкретни работи, дека треба да го напушти цртањето, едноставно дека не го бива во наводници, тој, чувствувајќи ја длабочината на својот цртеж, останал збунет, останал обесхрабрен и откако му рекле возрастните дека цртежот воопшто не личел на змија боа, дека личел на една обична шапка, тој ја затворил својата визуелна фантазија, ја напушта и престанува да црта за возрастните, во зависност од тоа, само во случаеви кога одредени возрастни многу ретко се случувало да можат да ја видат неговата детска перспектива. И тогаш тој настапувал со своето цртање. Меѓутоа, овде цртежот што представува? Овој цртеж представува една алегорија за разликата помеѓу детското доживување, помеѓу внатрешниот свет на самото дете и светот на возрастните, воспитувањето на самите возрастни. Детската, од една страна е детската визија, каква е таа наспроти светот на возрастните, затоа што децата најчесто додека се мали, тие ја гледаат суштината во светот, ја гледаат автентичноста на нивното постоење
ги гледаат можностите кои што постојат во светот, ја гледаат магијата на животот, за разлика од возрастните кои што ние најчесто размислуваме, гледаме од една логика, гледаме од една форма во она, значи во својот значи животот го гледаме како од еден многу практичен начин. И овде авторот преку Малиот принц ја илустрира потребата на детето да биде видено и да биде разбрано за неговиот исклучително уникатен и богат внатрешен свет. Обесхрабрувањето кој што тој го доживеал како дете од 6 години, во суштина е пример за тоа како критиката на возрастните може да делува детето да ја затвори својата креативност, да се затвори неговата љубопитност, да се затвори детето да сака да го изразува својот детски свет, и секое ограничување на детската фантазија во суштина го ограничува духовниот развој на детето, ја ограничува неговата радост, детето престанува да се радува на својот внатрешен свет, да го доживува, и со тоа постепено се уништува способноста за иновација кај децата. И токму поради тоа, значи, свесното родителство овде доаѓа во улога каде што не учи ние родителите да можеме децата да ги гледаме со срцето, значи, а не да ги гледаме само со очите формално да ги гледаме. Значи, наместо да ја оценуваме, да ја критикуваме креативноста на нашите деца, туку да можеме да ја препознаваме детската перспектива, родителот да може да ја види длабочината позади делото на детето. Значи, што чувствува детето, зошто така се однесува, каква е неговата фантазија, што нему му значи за него, што представува неговата собствена фантазија, затоа што креативноста и фантазијата во суштина тие се соковите, значи детските сокови, тоа се еликсирите на детската душа, и нивното задушување води до задушување и затворање на детската душа. И поради тоа родителите на вистина да настојуваат да ги охрабруваат детските цртежи, детските изразувања, детските приказни, наместо тие да настојуваат да ги споредуваат со стандардите кои што постојат во околината. И најдобро како би било, значи, да можеме да ги охрабриме децата и да ги разбереме за она кој што тие се, да го разбереме нивниот уникатен свет, оригинален внатрешен свет, кога тие нешто ни покажуваат, ние да бидеме восхитени на вистина од она што ни го покажуваат, или пак да им кажеме: го гледам тоа што ти на вистина го гледаш, го разбирам тоа, прекрасно е тоа што го имаш напишано, што го кажуваш, на вистина потполно те разбирам. И на тој начин ние создаваме едно чувство за доверба, едно поддршка кај децата, една чувство за сигурност кај нив, дека ги разбираме и дека сме тука за нив. И дека ја цениме нивната уникатност, ја гледаме суштината, кој што, значи, не секој може да ја види и е игнорирана од нивна страна, од страната на другите. И кога така ние настапуваме како родители, ние го водиме детето со нашето срце, преку нашето срце. Ако го водиме детето преку нашето срце, ние овозможуваме таа креативност кај нашите деца да остане жива и да не биде потапувана, да не биде подкопувана од страна на нашето недоразбирање како возрастни личности. И символиката овде е многу јасна во книгата. Во првата глава од книгата на Малиот принц која што е прикажана е како самиот автор после оценката
на неговиот цртеж од страна на возрастните, како тој ја изгубил својата желба да сака да црта, така значи и секое дете може да ја изгуби својата креативност, доколку не се чувствува дека е видено и дека е ценето. Значи да се биде свесен родител, што подразбира? Подразбира ние да можеме да го препознаеме за она што е, за неговата автентичност, своето собствено дете, да можеме да го прифатиме своето дете и да го поддржиме. Без да ја спречуваме неговата имагинација, неговата магија односно магијата на неговиот внатрешен свет. Магијата на неговата душа. И затоа што секое дете на вистина заслужува да биде видено, заслужува да биде третирано од страна на нас преку нашето срце. Значи да можеме да му дозволиме да може да си ја изрази онака како што сака својата фантазија, својот детски свет, да се радува, да го ставиме што подолго да може да се радува на својот детски свет. Затоа што на тој начин ние единствено можеме да создадеме една трајна врска на поврзаност со нашите деца, кога ние ја гледаме детската перспектива. Цртежот боа, кој што е прикажан како го голта слонот, кој што на вистина е многу поголем од самата змија, што означува? Означува дека колкава е моќта, огромната моќ на детската креација, на детската фантазија, дека е безграничен се идеите на децата, нивните внатрешни доживувања, нивните внатрешни светови и кои што и како создаваат неограничени нови светови. Можат да ни прикажат, можат да не поучат, можат да ни дават нови идеи децата. Тие се многу имагинативни и за разлика од нас како родители кои што како возрастни не го разбираме, не настојуваме да го разбираме тој нивни свет и ние возрастните како општество и како тогаш придонесуваме да дозволуваме на некој начин општеството да го голта творечкиот дух на детето, да не го регистрира. И токму поради тоа улогата на родителите е не да го исправат, да го коригираат, да го насочуваат тој детски свет, детската оригиналност, детската креативност во едни рамки на рационалност. Туку едноставно прво да се обидат да го слушнат она што сака да го каже детето, што сака да ни го изрази, што сака да ни го даде детето и да се воодушевиме од тој нивен свет и да влеземе со таа нивна детска перспектива во тој нивен детски свет и да сакаме да го разбереме. Само така може да се зачува чудото на детството и да можеме да изградиме една доверба меѓу родителот и детето на едно автентично ниво. Драги мои, се надевам дека навистина ви се допадна ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.